со Марјан Николовски на радио Слободна Македонија. Поштовани, добар ден во уште еден круг. Денеска е уште една среда, 11:06 минути, термин за политичкиот магазин Круг. Денеска во фокусот на случувањата во македонската политичка сцена, рече се и да нема промени од минатата среда, така што повторно центарна тема ќе бидат актуелните политички случувања, со тоа што еден друг аспект, еден друг фокус за кој што ќе имам и гостин во овој рече се еден час емисија ќе дебатираме. Тоа ќе биде новиот директор на јавното претпријатие Јасен. Се надевам дека ќе имаме интересен разговор на таа тема околу многу шпекулации и пишувања во медиумите за тоа што и како и дали нешто се подготвува во овој сега ловечки резерват поранешен центар, еден од центрите на армијата на Република Македонија, кој денеска стопанисува со тој дел од резерватот Јасен. Но тој разговор ќе го слушнеме малце подоцна. Предходно, како што кажав, во собранието и денеска се очекува да продолжи стандардно 90-тото продолжение на седницата за избор, чинам се викаше, на Комисијата за избори и именување. Вчерашните дискусии не даваат надеж дека и денеска нешто може да се случува, реплики, контралеплики, со тоа што многу малку по последните денови процедурални забелешки. Социјалдемократскиот сојуз, партијаните на СДСМ генерално намолчат. Другата вест која што доаѓа е веста од интервјуто на претседателот Ѓорги Иванов, дадено за унгарската државна национална телевизија, во која вели дека се додека не бидат отстранети правната и политичката пречка, тој не може да додели мандат за составување на нова влада. Иванов понатаму вели дека мнозинството безбедено со уцена да биде прифатена платформата на партиите на албанците од Македонија, која е донесена вотирана во кабинетот на премиерот на Албанија. Тоа согласно нашиот устав и согласно нашите закони е доведување на Македонија во подредена состојба и зависност на друга држава. Тоа е и казниво дело, но и се коси со заклетвата која сум ја дал кога сум ја презел функцијата председател, бидејќи не само што совесно и честно треба да се ја вршам функцијата председател, да го штитам уставот и законите, јас сум одговорен за сувереноста, територијалниот интегритет, независноста на Македонија, вели председателот Иванов за унгарската национална телевизија. И веста дека на 1 мај во Скопје се очекува доаѓање повторно на заменик помошник од државен секретар на американскиот State Department за Европа Хојт Ли, кој треба да посети на Македонија на 1 мај. Тој официјално го соопшти амбасадата на Соединетите американски држави во Скопје. Заменик помошникот државен секретар на 1 мај ќе допатува во Македонија, каде на средби со политичките лидери ќе разговарува за статусот на формирањето на влада и билатералните односи за потребните реформи во процесот на евроатлантските интеграции. Состои во соопштението на американската амбасада. Нема прецизни детали дали Хојт Ли ќе разговара и со председателот Ѓорѓе Иванов. Како што велам, ова се делот на најавите, очекувањата се дека веројатно може следниот период да следуваат некакви пошироки разговори. Затоа се пишуваше минатите денови. Меѓутоа, за сето ова ќе разговараме во продолжение на денешниот круг, секако и со гостинот на денот. Тука правиме прва кратка пауза, потоа се враќаме назад. Круг со Марјан Николовски на радио Слободна Македонија. Да, поштувани, повторно назад во кругот, како што најавив, мој ваш денешен гостин е новиот директор на Јасен, Оливер Андонов. Добар ден. Добар ден. Благодарам на поканата. Вака интересна најава, обично ме најавуваат како професор, сега како директор на Јасен. Сега сте во жижата на шпекулациите, на информациите дека тоа се нарекува спинување на вистината.
Ајде за почеток со тоа прашање. Дали водите на директорската позиција да подготвите терен за водење на акција за апсење на 500 луѓе поради државен удар? Значи, некои луѓе премногу гледаат филмови вака, мислам, очигледно се внесуваат во некои измислени сценарија. Најпрво, на местото директор на Јасен, поточно кажано, јас сум вршител на должност директор, бидејќи предходниот директор од здравствени причини си поднесе оставка и едноставно таму работат 50 на луѓе кои требаат да живеат нормално, да земаат плати, некој треба и да подпишува, некој треба да се грижи да функционира предпријатието. На предлог на управниот одбор, јас сум именуван за ВД директор со мандат од 6 месеци. Така што сите шпекулации и она сосема случајно поклопување со измислувањата на Фокус дека се подготвува нешто во Јасен се неточни, како и самото тврдење на Фокус што е неточно, бидејќи повеќенаменскиот природен резерват јавното предпријатие Јасен е пред се природен парк кој себе си се финансира од продажба на дрва, од ловство, риболовство, аква активности и така натаму, бидејќи влегуваат 3 езера во неговите 36.000 квадратни хектари колку што опфаќат територијата на резерватот. Така што нема никаква врска со подготовка со одбранбените подготовки на државата. Пречистиме, таму има фактички два дела. Делот за кој што се однесуваат на бункерите од поранешна Југославија или тоа располага армијата на Република Македонија, не јавното предпријатие. Министерството за одбрана располага со бункерите и јавното предпријатие не може ништо да направи таму, нити може да ги употребува. Нити пристап има без дозвола на... Ние имаме пристап со дозвола на одбраната и тоа првенствено затоа што се одржуваат некои пристапни патишта и технички работи околу тоа, околу самите бункери, влез не. Влез во бункери не е дозволено. Не е дозволено, се тоа армијата си го регулира тоа и тоа не е никаква нова работа. Ја не знам, понекогаш опозицијата, односно сега веќе више не знаеме дали се и опозиција, бидејќи така се однесуваат чудно луѓето. Ќе бидам поконкретен, Социјалдемократскиот сојуз и неговите медиуми спинуваат тотални измислици за тоа дека нешто посебно се случува во Јасен. Да расчистиме една работа. Сите заштитни објекти, кои милуваат да ги нарекуваат бункери, а бункер представува објект за заштита и дејство, ова се класични заштитни објекти, не може да се дејствува од истите, како командни центри се изградени во времето на Југославија и влегуваат во делот за одбранбени подготовки на територијата и во плановите за одбрана на Република Македонија денеска. Такви заштитни објекти, командни места може да најдете на многу места низ територијата на Република Македонија. Например, имате во околината на Куманово од времето на командата на 51-та дивизија, тогаш на Југословенската армија, или 41-та беше, не можам точно, да не ме фаќате точно за збор, имаше командно место во околината на Куманово, каде што беше тотално уредено командното место и можеше да се смести цела командна дивизија. Имаше командно место во близина на Страцин, на правецот, стратешкиот правец од Бугарија кон Македонија, или така наречениот Криворечки правец во тоа време, каде што можеше исто така да се сместат големи командни единици, но во исто време имаше покрај командните центри, објектите за заштита, имаше и објекти за заштита и дејство како бункери, дури и артилериски бункери и уредување на територијата со ескарпи, со контраескарпи, со тетраедии, со противтенковски ровови и така натаму. Тоа беше дел од некогашен стратешки план и сега просто се поставува едно прашање. Тоа што некогаш било уредено за не дај Боже, зошто ние сега да го напуштиме и да го уништиме, да го оставиме така? Кога армијата си го одржува тоа со помош на дел од Јасен кој пристапните патишти и некои надворешни системи одржува, да си функционира сосема нормално, за што би рекле зло не требало, но од тогашните планирани сите објекти војни кои биле таму, денеска во употреба, односно под ингеренција на одбраната е само еден објект, така што и ова е можеби дегутантно да го зборувам и да толку објаснам околу една крајна невистина на Фокус на Социјалдемократскиот сојуз, спинување на медиуми кои навистина шират непотребна психоза меѓу граѓаните на Република Македонија. Тоа веројатно и ради
таинственоста на таквите објекти. Чинам дека пред 6-7 години армијата го отвори еднаш за медиуми некој дел од И мислам дека тој К2 беше отворен објектот кој денеска е веќе тотално отворен, така што знаете како во поранешна Југославија голем дел не се работи само за поранешна Југославија, за територијата на поранешна Југославија, се работи за сите држави во светот. Сите, буквално сите држави во светот имаат такви објекти. И тоа не е никаков проблем. И тоа не е ништо тајно, ништо прикриено, никакво значение нема. Само што во некои држави тоа го користи Министерството за внатрешни работи, располага со тие така наречени командни места, во други држави Министерството за одбрана, а во главном се наоѓаат во некои предели кои се затворени за јавноста. И многу е глупаво да зборуваме за тоа дека сега јавноста би имала пристап таму. Тогаш секој може да приде во тој објект или да го уништи, да го онеспособи и така натаму. Бункерите на Тито поранешна бункерите, сло кажа на Југославија, Хрватска да речеме, не знам, Словенија ги отворија, така ги направија туристички атрактивни места за не во целост. Значи, повторно истото и ние тоа го направивме, всушност може да се дојде во јасен, се има дозвола за влез таму, за лов, за шумство, за користење на шуми, за користење на езерото Козјак, за риболов и така натаму, се сосема нормално се користи тоа. Дури и дел од објектите кои не ги користи армијата, може да се користат и за сместување, и се користат за сместување. И тоа луѓе од странство доаѓаат, така да нема ништо тајно таму. Со тоа што јас ќе ви кажам конкретни примери. Ако на територијата на Хрватска имаше 2 такви објекти, сега едниот е отворен во потполност, едниот е во потполност затворен. Ако на територијата на Босна го имавме најголемиот команден центар на Тито, кој беше во Хан Пјесак на времето, односно во Коњиц, тоа е денеска туристичка атракција. Бидејќи претседателството на Босна нема такви потреби да користи таков објект, но друг објект кој го имаат, исто така си го користат под Министерството за внатрешни работи. Во Словенија, во Готеница е потполно истиот објект. И Министерството за внатрешни работи на Словенија го употребува како објект за обука, за се што треба, но паралелно може да се искористи и за потребите на државата. Ќе ме прашам малку подоцна за оној ловечкиот дел од Јасен и ваши евентуални размислувања во поглед на тоа, иако мандатот е, велите, денеска почна со како се вика ВД 6 месеци ограничен, да. Меѓутоа ќе сакам да поразборуваме на таа тема предходно да расчистим уште една друга работа. Околу тој другиот дел што е нели тајноста и шпекулациите во медиумите. Прво сакам да прашам, ќе побарате да видите каква состојба е да дозвола да армијата да влезете во тие бункерите? Мене не ми треба тоа. Зошто мене би ми требало да го гледам тоа? Си има армијата задолжени луѓе таму кои си го гледаат тоа, доколку имаат потреба да јавното предпријатие Јасен интервенира во одржување на некој дел, да не праќаат нивни екипи за одржување, тогаш со специјални дозволи во нивно присуство на луѓе од армијата, да, може, но тие секогаш имаат пристап до тој дел, бидејќи тоа не е моја надлежност, не ми е приоритет тоа. Така, во ред. Уште едно друго прашање кое што е поврзано со тоа. Велат во пишувањето во медиумите дека таа акција би се одвивала ако се формира влада и тогаш претседателот на државата да прогласил воена состојба. Не е малку нелогично при функционален парламент и како може Иванов да прогласи воена состојба? Многу нелогично. Прва работа која треба да ја знаеме е дека прво такво насилно формирање на влада е противуставно и верувам дека тука би интервенирал Уставниот суд. Значи без добиен мандат од претседателот е противуставна постапката. И тука би интервенирал Уставниот суд, веројатно прогласувајќи таа влада за нелегална. И потоа во најмала рака при функционален парламент претседателот на државата не може да прогласи војна или вонредна состојба, мора и да прогласи. Има таму законски рок од 20 дена, мислам дека беше во уставот, не се сеќавам точно како пишуваше, во кој мора да се состане парламентот да ја потврди војната или вонредната состојба. Дека војна и вонредна состојба свикува собранието, прогласува собранието, но доколку не може да се свика, прогласува претседателот, но во рок од толку дена треба да се собере собранието да ја потврди состојбата. Значи, така што ако по парламентот има мнозинство токму така, значи јас убаво реков. Јас убаво реков дека ова е само ширење на психоза и создавање состојба за условно кажано
купување поддршка кај граѓаните дека некој сака да ја узурпира државата или да направи нешто. Ако зборуваме за узурпација на државата и за политичка некоректност кон граѓаните, тоа го направи СДСМ. СДСМ беше и политички некоректен кон граѓаните, не кажувајќи за тиранската платформа и прифаќајќи ја потоа, со што ја доведе Република Македонија во подчинета состојба, по друга држава, со што ги наруши безбедносните и националните интереси, пред се виталните национални интереси на Република Македонија, ги загрози, ги наруши, и со тоа што се обидува да примени политичка прагма само од нивен интерес, а не од интерес на граѓаните. Тука е лагата на СДСМ и тука е прашањето кое тие го направија по однос на манипулација со граѓаните. И сега што се обидуваат? Дополнително да ги манипулираат граѓаните дека некој друг сака да им ја одземе слободата? Како? Прво, граѓаните треба да знаат дека уставно е тоа неизводливо во оваа ситуација каква што е. Второ, познавајќи го претседателот Иванов како функционира, не би го направил тоа. Сигурно не би го направил, посебно нема никаква причина да го прави тоа. Државата не е загрозена. Зошто мора да командува? Зошто мора да проста работа. Ако веќе толку моќен да има контрола и над армијата и над полицијата, затоа што за извршување на таков вид на државен удар се потребни вооружени сили, зошто да командува од јасен, кога може да командува одводно и државен удар се врши за 7-8 часа, не повеќе. Добро организиран државен удар, не гледате она што се случуваше во Турција, лошо организирана работа. Добро организиран државен удар, барем во науката се изучувало тоа како се правеле државни удари, односно искуството од државни удари, како што го направи тоа Пиноче, да кажеме, како пример го земаме во Чиле. Тоа се прави за неколку часа, со добро организирани постапки, се прави државен удар за неколку часа и тоа нема никој да го најави. Сите најави на Фокус и измишлјотини дека од разузнавачки извори, знаете, тоа ми е многу дегутантно кога ќе каже некој од филјан човек слушнав, па кажи го изворот. Да видиме дали ти е точен. Од разузнавачки извори. Па ние во МВР слушавме од разузнавачки извори од Кале дека треба да апсиме не знам колку луѓе пред изборите, за кои луѓе немаше никакви сознанија дека извршиле кривични дела или ја загрозуваат безбедноста на Македонија. Значи, од разузнавачки извори, сега јас злоупотреба на позицијата, да кажеме, сум бил министар за внатрешни работи, од извори од мене ќе слушнете нешто такво. Мислам, тоа е дегутантната приказка, тоа е спинот, тоа е лошата приказка која сака да ја направат, едноставно ги мамат граѓаните. И апелирам до слушателите и до сите граѓани во Република Македонија, не верувајте на такви информации во медиумите, не се точни. И несериозни се. Пред се безобразни се кон граѓаните, предизвикуваат вознемиреност непотребна. Добро, да се вратиме, како може да се реши политичката криза ако сценариото мене малце, јас мислам дека е веројатно само парламентарното мнозинство, ако одеше на варијанта за насилно формирање влада без мандат на Иванов, тоа ќе го направеше до сега. Предпоставувам, затоа што поминаа повеќе од 2 месеци. Веројатно. Знаете како, јас предпоставувам дека тие можеби имале идеја и за такво нешто во парламентот. И тоа дуј неколку пати кажа дека не одиме на формирање влада без добиен мандат. Така е. Бидејќи прво, ќе се загрозеа самите себе си уставно, ќе се доведе во состојба да им поништи уставниот суд. Таа влада ќе беше уставно нелегитимна. Што после тоа кој ќе го поништи уставниот суд? Па едноставно нелегитимна влада. И тогаш има право државата да апси. Па тогаш некој сериозно ќе мора да одговара за тоа што го. Ама кој кога? Бидејќи тоа е узурпација на власт, тогаш имаме две власти фактично. Па буквално двовластие би дошло, но поентата ми беше нешто друго, што сакав да кажам, веројатно имале размислување и свесни се во што ќе ја внесат државата со тоа. Но тоа ќе биде нивен чекор. Втората работа од која се предпоставувам се повлекува, е причината што движењето за заедничка Македонија покажа многу сила, граѓаните покажаа многу сила. И континуитет, да. И континуитет повеќе од 2 месеци се луѓето надвор на улица покажаа многу сила и покажаа дека ја сакаат татковината и дека нема да дозволат нешто такво и свесни дека ќе се судрат со отпор кај граѓаните колку и да формираат некои така наречени легии на чест или не знам што. Ајде сега, ако не им поминува. Значи, ако имаме тие два параметри, протести од една страна и од друга страна, и да речеме Дуи, кој што инсистира на некаква легалистичка процедура за формирање на влада,
закочениот парламент, може ли да очекуваме некаква повторно политичка разрешница на маса со оглед на тоа дека американската амбасада најави дека Хојтли доаѓа веќе на 1 мај со агенда за разговори, имаше некакви исто шпекулации дека дуи разговарале со исто ВМРО ДПМН и со СДСМ за некаква лидерска средба, СДСМ наводно тоа го отфрла. Можно ли е тука да се бара некакво решение па да... Значи, за да не одиме ке ова е континуитет нели со претходното прашање кое го поставивте, сигурно нема да одиме во јасен. Во јасен може да дојде кој сака на лов, нели, на туризам, на прошетка и така натаму. Сигурно дека идејата за политичка разрешница е присутна. И морам да напоменам дека ВМРО ДПМН даде повеќе предлози за политичка разрешница. Првиот предлог беше политичката и личната жртва на председателот на ВМРО ДПМН Груевски, на раководството на ВМРО ДПМН за подршка на малцинска влада за излез од кризава. Втората беше македонскиот манифест и третата се избори. Очигледно е дека СДСМ не сакаше ниедна од тие работи да прифати, но дека мора да се седне и да се преговара за тоа како да излезе државата од криза, бидејќи ова е, така да кажам, неодржлива состојба. Ние сме во една вакуум простор во кој се движи државата по инерција, да видиме што ќе донесе уставниот суд по прашање на локалната самоуправа, дали ќе... Да, и тоа е прашање кое што... Тоа е сериозно прашање кое многу работи ќе блокира. Според некои мои информации, не знам дали се точни, инспекторатот за локална самоуправа веќе ги известил градоначалниците дека немаат легитимитет понатаму да подпишуваат. И моментално веројатно само Андреј Жирновски е се уште легален градоначалник со оглед тоа дека беше избран во четврти круг на прегласување, како иде таму законската. Да. Но ако се водиме така по законот, тогаш суксесивно требаше да им престанува мандатот на градоначалниците, но има и еден друг дел во законот за избори кој вели дека изборите за локалните избори би се одржале во периодот помеѓу 7 и 15 мај. Така што со 15 мај би им завршил мандатот на претходните градоначалници. И тоа е еден, така да кажам, пропуст во законот кој не предвидел. Меѓутоа прашањето е дека и за тоа треба да се бара политичко решение. Така е, но дали уставниот суд ќе најде одлука некоја да се повика на уставот дека не може да остане без власт, и тоа би била една од најлошите работи, и токму затоа мислам дека СДСМ можеше да предложи ајде да не расправаме за ова што мислиме да расправаме за избор на комисија, за избор и именување, за избор на председател на парламент, него ајде да го решиме тоа да имаме локални избори или барем закон да донесеме со кој ќе се продолжи за 2 години мандатот на градоначалниците. Ако размислува државнички, ако размислува од интерес на граѓаните. Но бидејќи очигледно е дека тие сакаат да на секој начин да го блокираат парламентот, на секој начин сакаат, тоа е навика една која им трае веќе 2 години, тоа лично искуство го имам доживеано и во Министерството за внатрешни работи, веројатно дека на нив им одговара што поголем хаос во Македонија да го обвинат ВМРО ДПМН за тој хаос. А тоа веќе се случува. А тоа се случува, токму затоа се и сите тие медиумски спинови кои ги прават. И мене ми е жал што така настапува, тоа не е во ред кон граѓаните на Република Македонија, тука само си го покажуваат својот лик. Сега рековте прашањето главно кое е. Јас мислам дека избори ќе бидат решение. На крај ќе дојдеме до избори. Да, тоа е неминовно, како и да вртиме. Дури и да се седне на преговарачка маса, предпоставувам дека логиката би одела во насока и толку да им е желба да дојдат на власт некоја времена влада од неколку месеци за спроведување избори. Изборите како решение и преговорите на маса како решение следуваат по било какви сценарија, па и по такви по командување од јасен, така, речем, па и по нивните фикс идеи, така да кажам. Повторно треба да се седне на маса. Пак треба да се седне на маса. И пак треба да има избори како решение. Прашањето е како да избегнеме сите сценарија, да дојдеме логично. Ама нема сценарија, знаете Маријан, не постојат сценарија. Блокади, било што. Ова се само дигање на тензија од страна на Социјалдемократскиот сојуз и нивните медиуми и обид за блокирање на државата.
Не парламентот што го блокира. Тие се обидуваат државата како држава да ја блокираат, да не доведат до состојба да не можеме нормално да живееме, да тече економијата и така веќе доволно штети претрпев. Јас сериозно се прашувам дали има некој во социјалдемократскиот сојуз кој си ја сака Македонија како татковина. Со толку омраза, со толку злоба кон сопсената држава и сопсениот народ. Круг со Марјан Николовски на радио Слободна Македонија. Да, поштовани, во финишот на денешниот круг мој ваш гостин Оливер Андонов, универзитетски професор, но овде гостин како директор на директор на Јасен. Сега да ја прашаме малце порелаксирано да ја затвориме политичката тема. Последните неколку минути да ги искористиме. За Јасен, иако рековме дека мандатот е повеќе во функција на техничко одржување во овој вакуум простор ради политичката криза, меѓутоа сега ја прашам, имате идеи, размислување како може, со тоа дека Јасен е прилично кај странците познат ловечки центар, она што знам ја доаѓаат многу гости, меѓутоа состојбите таму се како подзаборавени од времето на поранешна Југославија, зборам од инфраструктура во такви ситуации. Имате некои идеи како може да се направи атрактивен туристички центар тоа? И дали треба да се прави атрактивен туристички центар? Значи, една работа е она што треба да го исклучиме по прашање на одбраната и армијата што го има, тоа е посебна работа и тоа не ме интересира како планираат тие со нивните објекти да располагаат во иднина, нека располагаат. Таму имаме многу интересни моменти. Прво има 3 езера, езерото Матка, езерото Света Петка и езерото Козјак, спаѓаат во целосната во територијата на Јасен. 36.000 хектари квадратни поседува Јасен, тоа е голема територија. Има многу шуми, има дивеч и тоа онака баш квалитетен дивеч, би рекол, од диви кози, елени, срни, диви свињи и така, крупен дивеч. Јасен поседува и една фазанерија во Катланово, каде што има еден добар капацитет од околу 7.000 легла на годишно ниво. Со тоа можеме да го развиеме ловниот туризам, затоа што дел од некогашните вили на комунистичките лидери кои граделе таму во тој дел, ги иселувале селата, а граделе вили во тој дел, на делот од селиште, да кажеме, како што е Иваница, така, има сместувачки капацитети кои се употребуваат веќе и само имам намера да поработам на тоа да ги развијам тие капацитети, имам намера да го развијам и туризмот на езерото со риболовството. Во план ми е колку ќе успеам тоа да го направам, да формирам горска служба која ќе може квалитетно покрај ловочуварската и шумарската служба да врши спасување за потребите на граѓаните, не само во делот на резерватот Јасен, туку и низ Македонија доколку има потреба. Сакам да го направам пристапен за планински велосипедизам, за алпинизам, за планинарство, значи сите видови на можен планински туризам и искористување на дел од ресурсите како што се и искористувањето на шумски плодови. Сето ова се надевам дека веќе од мај месец ќе успеам да го консолидирам тимот, да може да седнеме да позборуваме за сите идеи, да видиме еден план акционен да направиме за динамиката со која сакаме некои работи да направиме и да реализираме. Мислам дека таму има еден патош што е пристапен до поречието од другата страна. Да, тој режим, тоа поставува во режимско движење. Постои посебен режим бидејќи поминува во близина на самите војни објекти и токму затоа останува по режимско движење, инаку не е проблем да се отвори, тоа треба малку можеби да се поработи. Јас не знам во каква состојба. Јас допрва треба да појдам таму. Не сум бил. Сте биле? Не сум бил. Денеска ми е прв работен ден. Да, ама тука во Скопје. Планирам дури во петок планирам да појдам да видам што ќе се случува на терен, да поразговарам и со ловочуварите, да поразговарам и со шумарите, да видам кои се нивните проблеми. Треба да се запознам со тоа како стои техничката опрема, таму веројатно има и можност за пробивање на шумски патишта, ќе треба да се види заштитата каква е по однос на спречување на ловократството и дрвократството. Но како идеја имам сериозна намера да
придонесам за подигање на капацитетите на Јасен да се искористат и да се отвори кон јавноста што е можно повеќе, мимо она што кажа што е под одбраната, таму не сакам да се мешам, тоа е под Министерството за одбрана. Сепак ловниот резерват фактички ќе остане централно место за ловниот резерват ќе остане централно место, но не секој сака да оди во Јасен да лови, затоа и реков ќе го отворам за планинарски тури, туристички тури, планински велосипедизам. Патот може би да се искористи, ако не за движење на моторни возила, да се направи посебен дневен режим за движење на велосипедисти, да се избегне движењето кон Охрид по автопатот, туку да се движат низ Јасен. Значи, тоа се некои идеи кои ги размислувам, но првенствено водејќи сметка да не загрозам некој од прашањата од одбраната, ќе треба за тоа да разговараме и со одбраната, со одбраната да видиме нивните законски ограничувања до каде се, да не направиме некој друг проблем. Да, едно е да се имат идеи, сосема друго е колку тие може да бидат реализирани на терен. Во ред, јас мислам дека расчистиме некои дилеми околу тоа, дали во Јасен се подготвили нешто или не. Велите у петок дури ќе одите, се надам да не задоцнете. Не, сигурно нема да задоцнам. Да, денеска прв ден требаше да видам како течат работите, утре да се видам и со луѓето од управниот и надзорниот одбор, да може да ги изрегулираме работите, и во петок веќе ќе појдам на лице место да се запознавам со активностите, да го видам малку одблизу и резерватот, да видам капацитетите конкретно, да ги видам со кој се располага. Дури и тоа што од армијата е напуштено, односно е предадено на управување на резерватот, што е отворено за јавноста, ќе гледам во потполност да го отворам. Буквално кој сака и туристички да престојува таму, да се користи и кујна, да се користи и ресторан. Ама имаше има еден ресторан кој што да се користи ресторанот, можеби во секојдневните активности на луѓе, едноставно тоа не е далеко од Скопје, некои 25-130 километри. Така да сакам и да го популаризирам сето тоа и мислам дека ќе успеам. Дури и надвор од Македонија да го изнесам преку оние саеми на ловство што ги има, за да ја популаризирам и Македонија како дестинација туристичка, но и внатре во Македонија, да граѓаните, барем Скопје е близу, може да граѓаните да одат во тој дел. Нормално придржувајќи се кон режимот на движење, каде што мора да биде така. Почитувани, тука е крајот на денешната емисија Круг. Мој ваш гостин беше Оливер Андонов, новиот директор на јавното предпријатие Јасен. Круг е емисија на Трговското радиодифузно друштво на Радио Слободна Македонија. Јас сум Маријан Николовски, уредник и водител. Денеска е среда, 26 април. Јас и дежурната и техничка екипа ви посакува пријатен ден. Останете со Радио Слободна Македонија. Круг со Маријан Николовски на Радио Слободна Македонија.